Благодарам, почитуван колега. Во моментов, како што кажа колегата додека зборувавте, некада околу сат време ќе дојде вашиот говор со репликите, 60.000 евра. Моите 3 минути се 3.000 евра. Пари која вашата влада ги задолжува граѓаните на Република Македонија. Секој дневно, значи во минута. 17 евра во секунда века ги троши. 1000 евра во една минута. Толку ја задолжува вашата влада, ги задолжува граѓаните на Република Македонија. Вие направивте една анализа по ваше, финансиска, па и пазарна на некој начин, оно што се случува во овие 10 години. Јас би сакал да кажам, да подсетам неколку работи. Во тоа време, ако ја правиме анализата, зборуваме за бројки. 200.000 луѓе останаа без работа. Општо, вклучувајќи ги стечајците. Со кои сега манипулирате? Стечајците се продукт на еднотогашно време на една лоша политика на Социјалдемократскиот сојуз. И не може да избегате од тоа. 2 пати ги решававме и сега манипулирате со дел од граѓаните. 15 години работен стаж, со 52 години кај жените, 54 кај мажите, се со се да ја згрижите Лилијана, лидерот на стечајците, бидејќи има 15 години работен стаж. Проверете го тоа. Значи ништо друго не го правите. Нема да го решите проблемот. А до сега беше колку толку решен. Во друга работа. 14.500 лица од Штип останаа без работа. Сега моментално имаме 2000 активни баратели. Покажува еден сооднос какво било тоа време, какво е сега времето. Го зборуваме за еден стандард или не знам каков. 250.000 возила во 2006 година имаше регистрирани. Сега има некаде 550 регистрирани возила во Република Македонија. Стандардот е многу покачен и во тој дел. Вие зборувавте 20 минути. За да ви одговорам на сето, мислам дека ќе ми треба дупло повеќе. Ќе пробам да се задржам некои работи, ќе имам после говор, ќе пробам да одговорам на тоа се за волја на вистината. Ништо лично, меѓутоа сметам дека граѓаните треба да знаат. Кога зборуваме за патиштата, очекував од вас да се заблагодарите на оваа влада за сето ова што го направи. И за автопатот, и за брзиот пат кон Велес, и за патот кој се прекина Штип Кочани, така барем во еден момент ги прекинавте активностите, и за проектираниот пат од Штип кон Радовиш, регионалните патишта. И само еден податок ќе ви кажам за Кичево Охрид. Вели реализацијата 40%, исплатени средства 30%, значи некаде останувато ше 2/3 од средствата кои треба да се реализират, а 40% реализација има. Манипулирате и тук. Вашите источници го велат тоа, нашите го велат тоа. И немој да заборавите. Она што го даде ова влада за Штип, индустријската зона, хидросистемот Летовица, Универзитетот Гоце Делчев, градбата на клиничката болница, гасоводот, далноводот кон Бугарија и кон Србија. Тоа се работи и моменти кои ги доживува Штип, што никој па до сега не биле. Значи Штип го вгради во центар и што ќе кажеше наш пријател, сите патишта водат сега кон Штип.